Во следните 2 до 3 дена треба да се најде решение за спорот меѓу Хрватска и 4 западно-балкански земји, до кој дојде поради одлуката на Загреб за зголемување на цените за инспекцијските контроли при увозот на овошје и зеленчук од земји кои не се членки на Европската унија. Српскиот министер за трговија и туризам Расим Љајик изјавил дека никому не е во интерес за заострување на односите и дека оваа состојба не смее да трае долго, бидејќи од трговските војни на крајот само се бројат штети и тука никој не може да профитира. Љајик при тоа позитивно ја оценил изјавата на хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, кој исто така рекол дека ќе се најде решение за овој спор до крајот на неделата. Мислам дека Хрватска како држава ќе биде изложена на зголемени увози на земјоделски производи, така да мислам дека би требало, ако се има една правилна слика и се воведе правилна стратегија и од страна на оние преговарачи и од страна на хрватската влада, мислам дека би требало да дојде до решение и излез од ова ситуација која што настана пред некој ден. Министрите за земјоделство на Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора беа на средба во понеделникот во Сараево и побараа Загреб подитно да го повлече правилникот со кој се зголемуваат фитосанитарните контроли на увезеното овошје и зеленчук од земјите кои што не се членки на Европската унија и го зголеми надоместокот за инспекцијски контроли од 90 на 2000 куни, односно од 12 на 270 евра. 4 земји побараа Хрватска да ги прилагоди своите цени за инспекцијска контрола со просечна цена во земјите членки на Европската унија и апелираа до Унијата да се вклучи во надминувањето на спорот. Тие најавија и дека ако Загреб не ја повлече одлуката за 22-кратното зголемување на цените на инспекциите, ќе превземат реципрочни мерки кон Хрватска. Во реакција на спорот, Европската комисија вчера оцени дека сите страни треба да ги почитуваат обврските од договорите за стабилизација и асоциација меѓу Европската унија и земјите од Западен Балкан.